Почитувани колешки и колеги, почитуван заменик министар за здравство, отварам првото продолжение од 146-та седница на Законодавно-правната комисија. Од утврдениот дневен ред ни преостануваат следниве точки. Втората точка, предлог на закон за изменување на Законот за јавно здравје, второ читање. Третата точка, предлог на закон за изменување на Законот за безбедност на козметички производи, второ читање. И четвртата точка, предлог на закон за изменување на Законот за хемикалии во второ читање. Преминуваме со работа по втората точка. Предлог на закон за изменување на Законот за јавно здравје, второ читање. Ви известувам дека доставените амандмани на предлогот на Законот за изменување на Законот за јавно здравје со архивски број 08-1397/7 до 246, а поднесени од Алијанса за албанците и алтернатива, од страна на председател на Собранието на Република Северна Македонија, господин Тал Џафери, се вратени како неуредни, зашто како председател на комисијата бев известена со допис. Ова е дописот од председателот на Собранието, со кој што ми известува дека истите се враќаат како неуредни. Дали некој бара збор по предлог законот? Благодарам. Доколку никој не бара збор, комисијата предлог на Законот за изменување на Законот за јавно здравје го проследува на тамошна постапка во Собранието на Република Северна Македонија. За известител на Собранието, комисијата определи претеничката Даниела Николовска. Трета точка. Предлог на закон за изменување на Законот за безбедност на козметички производи, второ читање. Ви известувам дека доставените амандмани на предлогот на Законот за изменување на Законот за безбедност на козметички производи со архивски број 08-1395/7 па се до 291/291, а поднесен исто така од Алијанса за албанците и алтернатива, од страна на председателот на Собранието Република Северна Македонија, господин Тал Џафери, се вратени како неуредни, зашто како председател на комисијата бев известена со допис од страна на председателот. Тоа е дописот со кој што ми известува дека се вратени како неуредни, што значи дека нема да се постапува по нив. Дали некој бара збор по предлог законот? Благодарам. Доколку никој не бара збор, комисијата предлог на Законот за изменување на Законот за безбедност на козметичките производи го проследува на тамошна постапка во Собранието на Република Северна Македонија. За известител на Собранието, комисијата е определи претеничката Марија Кочовска. Се извинувам, Марија Кочовска. Четврта точка, предлог на закон за изменување на Законот за хемикалии, второ читање. Ви известувам дека во рокот утврден со деловникот на Собранието за предлог законското решение нема поднесено амандмани. Дали некој бара збор? Благодарам. Доколку никој не бара збор, комисијата предлог на Законот за изменување на Законот за хемикалии го проследува на тамошна постапка во Собранието на Република Северна Македонија. За известител на Собранието, комисијата го определи пратеникот Бедри Фасле. Почитувани, бидејќи исцрпен дневниот ред, тука затварам 146-та седница и ви благодарам на сите за учеството. Благодарам, почитуван председател на комисијата, почитувани колеги, почитувана јавност, почитувани представници на медиумите. Не можам да кажам почитуван представник на владата, бидејќи го нема, и добро е што го нема. Добро е што го нема, затоа што ова е парламентарна демократија, каде што пратениците, како директни представници на граѓаните, одлучуваат за тоа како, на кој начин ќе се трошат народните пари. И се надевам дека оваа дебата денес ќе искористиме да голем дел од пратениците од мнозинството ги вразумиме. Еве, нема од чаушите од Илинденска присутен, со цел да бидете послободни во
изразувањето и пред се во застапувањето на интересите на граѓаните. Штувана јавност, овдека имаме барање за кризна состојба, за две кризни состојби. Најапред сакам да истакнам и да потенцирам, а тоа е дека не е суштината на дебатата дали ќе има кризна состојба, колку време ќе трае таа кризна состојба, туку суштината на дебатата е аматеризмот, неспособноста и ароганцијата на владата на Република Македонија. Сите медиуми можете да видите дека бараат кризна состојба со два члена. Тоа кажува кога треба таа да започне, кога таа треба да заврши и при тоа во образложението зошто треба да има кризна состојба има само два пасуси кои што кажуваат дека има потреба од бидејќи ќе бидат скапи енергенсите. Сега, го поставувам прашањето. Дали ние во оваа држава и должиме одговори на јавноста колку пари ќе не чини овие кризни состојби ќе не чинат? Колку пари во песимистичко сценарио, колку пари во оптимистичко сценарио? Дали владата има направено анализа, има ангажирано тим од професионалци? Дали има покането од приватниот сектор кој што работи на оваа проблематика, кои се очекувањата на берзите и дали Македонија ќе има пари да го поднесе тоа? Ако ние мислиме дека тимот составен од почитуваниот Стојанче Ангелов, Оливер Спасовски, Славјанка Петровска, понешната колешка, се доволно стручни и компетентни да направат анализа и проекција за тоа колку ова ќе ги чини граѓаните, извинете, ама јас прво во тоа се сомневам, а второ во собранието, до јавноста и до медиумите нема ниту едно можно сценарио што ќе се случува оваа зима. Мене ми е јасно дека се научија на кризни состојби од пандемијава наваму. Мене ми е јасно дека тие не можат да функционираат по закон, дека бараат без закон да се функционира, да се функционира со тендери во 4 очи, па да гледаме после 3-4 години како што гледаме сега, што се случувало во 2020 година, каде се набавувале, се злоупотребувала пандемијата, па се набавувале по 1500 пати поскапи работи од тие што биле тогаш на пазарот, дека наместо да се купуваат маски и заштитна опрема се купувале пасати, дека се трошеле 180 милиони на возила во сред пандемија, едноставно покрај тоа што немаме ништо црно на бело. Ние имаме многу лошо искуство со овие луѓе кога се во прашање од врзани раце во кризна состојба. Многу лошо искуство. И тоа го знае целата македонска јавност, веќе ДКСК превзема против 7 или 9 институции и ги обвини за, јас тоа го велам, воено профитерство. Во време на пандемија вие да заработувате по 1500 пати поскапо да купувате од тоа што е на пазарот, од страшен криминал. И мене ми е јасно дека волкот го менува влакното, ама ќутот не, дека СДСМ сака по закон да краде пари. Така беше со приватизацијата. Донеси закон за приватизација, никој не е крив, тоа е тоа. Сега донеси кризни состојби за пандемија, парите ги собра, нема виновен, ништо, и сега одиме со најголемото, кај што треба највеќе пари да се потрошат, одиме со кризни состојби во 4 очи да се преговара и така натаму, така натаму. И тоа се факти. И јас пак ќе кажам, хајде да разговараме за кризна состојба. Треба некогаш да се реагира веднаш, во моментот, бидејќи цената може да биде X во 13 часот, X плюс 50% во 18 или минус 50% во 18. Ама ниту документи, ниту сценарија, ниту план, ниту проекции ни дозволуваат да го прифатиме тоа анблок. Да не зборувам за искуството кое што го имаме со во кризните состојби, и тоа го покажа пандемија. Тоа е клучната работа за која што ова општество мора да дискутира. Ние не може да се правиме, почитувани колеги, цело време као да не сме од тука. По комисии вака не убедуваат дека ќе земат 900 милиони евра со 1% камата. Вчера гледаме еврообврзница 250 милиони со 5,5% камата.
И колку подло ја кажуваат само таа 3,75 камата, ама ЕУБОР не го кажуваат уште 1,8, што е равно на 5,5% камата. И никој за тоа не зборуваме. На кого да му дадеме одврзени раце, еве кажете ми вие. Еве ги нема ушите од влада, еве ајде да разговараме трезвено околу луѓе. Со 2 члена да им даеме милиарди да потрошат. Без образложение, без сценарио. Го прашувам вице-премиерот Битики вака јавно на претходната точка, кога беше на дневен ред, дали имаме план, ако не дај Боже, еден блок се расипе во рек Битола. Тој дига раменици. Дига раменици, не знае. Ад хок ќе го решаваме тоа. Тоа е сериозна држава. Од април предупредувавме да направиме државна национална стратегија. Наместо да трчате како да ја доволите на Бугарија цело лето, требаше да трчате како газ да набавиме. По примерот на другите соседи. Ги наполнија резервите на газ, пример во Србија, па закупија простор да складираат газ во Унгарија и утрово ќе ни дале нас газ, а по која цена? Тоа така мислите ќе помине без ништо после тоа? Типична, како приказната со мавката и штурчето. Сите беа мравки, сите знаеа што ќе се случува, ние само декларативно како влада тие знаеа што ќе се случува и на крајот еве сега не знаеме што да правиме. Оди во собрание, барајте воредна состојба, односно кризна состојба, па ќе видиме што ќе правиме. Навистина ова ми е антидржавно сценарио. Јас мислам дека и како власт и како опозиција треба да покажеме еднаш во ова собрание дека ние сме овдека, земаме плата за да ги штитиме во моментов економските интереси на граѓаните на Република Македонија. Дали ние како пратеници ги штитиме економските интереси на граѓаните? И сега некој ќе каже да од владачкото мнозинство. Како да со 2 члена без ништо да знаеме? Не верувам дека вие нешто повеќе знаете и не верувам дека вас ви даваат екстра брифинзи од владата, кои што ние ги немаме како опозиција. Такво нешто нема. И дали мислиме дека оние на кои што им тропаме на врата и од кои што ја бараме нивната поддршка, заслужуваат да нивните представници во собранието даат кризна состојба без да знаат колку тоа ќе чини. Песимистичко, оптимистичко сценарио. И зошто го правиме ова? На кого да му удоволиме? На Битики? Не тропнал ниту една врата, никогаш не бил на парламентарни избори. На Ковачевски? Не тропнал ниту една врата, никогаш не бил на парламентарни избори. На Бујар Османи? Не тропнал ниту една врата, никогаш не бил на избори. На Бојан Маричич? Не тропнал ниту една врата, никогаш не бил на избори. На кого ние му даваме отчет? Кој на кого треба да дава отчет во оваа држава? Тие што одат и бараат доверба, или тие што тие ги избираат, потоа нив да им одговараат? Бидејќи парламентарна демократија подразбира дека ние ги гласаме како влада, тие нас ни одговараат, а ние пред граѓаните одговараме. Така ли? А дали е така во овој случај? И во низа други случаи? Не е така. Зошто потоа функцијата пратеник е сурнисана во оваа држава? Ради нас, бе, колеги. Секогаш е мнозинството, претходно било друго мнозинство, 10 години, претходно било друго 4 години, секогаш мнозинството ја сурнисува парламентарната демократија во оваа држава. И ние мораме да ставиме стоп на тоа. А како ќе ставиме стоп, ако не е крупна работа како оваа со кризите? Ние мораме да испратиме пораката дека во Македонија ѓаволот одамна ја однесе шегата. Не можете да се играте со интересите на овој народ. Ке си дојдете овдека во собрание со проекции. Ке стоите позади тие проекции, а ако не се такви, на првата ревизија ке си одговарате. Бидејќи почитувана јавност, ворете тоа што велат приватната фирма, како се викаше, не знам, што дава парни услуги во Скопје, им ја земале лиценцата. Државата им ја зема лиценцата, така? Не исполнила услови, не ги знам деталите и не ме интересираат, им ја земат лиценцата. На владава ние треба да ја земеме лиценцата. Бидејќи не го остварила тоа што го ветила. Бидејќи е криза сама по себе за општеството. И ние како пратеници не треба да им ја земеме лиценцата. И да им кажеме, доста се игравте држава, мораме да одиме на избори. А не
се овдека да им се аминува и потоа да велиме зашто собранието е во подредена состојба, а е највисока институција во правно-политичкиот систем во ова општество. Јас остро се спротивставувам на тоа. Понатаму, колку се они визионери, штувани колеги и почитувана јавност, вели вака: владата на седмицата одржана на 25 август, значи прво биле до Грчка, се одмориле, се сунчале, се вратиле, на 25 август 2022 година, го прифати предлогот и ја утврди потребата за донесување одлука за постоење на кризна состојба. И сега кај премиерот да каже, како викаше, јас ви кажав дека ќе биде тешка зимата, еве ни кажал на 25 август. На владата им текнало дека треба да донесат одлука до собранието за кризна состојба. Со вакви аматери ние си имаме работа и вакви аматери и неспособни, вие почитувани колеги од мнозинството, морате да ги трпите и јас ве охрабрувам и ве поддржувам да не ги трпите, туку едноставно да ги вратиме назад во владата, да си направат соодветни анализи и потоа ќе дебатираме не само во собранието. Потоа ќе имаме јавна расправа малку. Што мислат професори, што мислат луѓе од фелата, што мислат приватниот сектор. Како тоа ќе обезбедиме, можеби, ако немаме дефекти за домакинствата и малите потрошувачи, ама стопанството не ви интересира, нека иде на слободен пазар. Па за стопанството не ви интересира, ама стопанството нема можност како вас да зима ката ден по 200-300 милиона евра кредити. Бидејќи стопанството треба да заработи за тој кредит да го врати фирмата. Па вие ќе ги земете, една година грейс период и до година кога ги сјоите, друг ќе ви ги врати. И тоа нова дерече државата. И не можеме ние како собрание да не размислуваме за приватниот сектор, за најголемите плаќачи на данок во оваа држава. И ако најголемите плаќачи на данок во оваа држава 20 или 30 години плаќаат данок, со кој што политика, школство, здравство, полиција, одбрана зема плата, не мислиме дека е ред кога се у најтешка ситуација државата нив да им помогне. Којато не е одговорен однос, они имаат регулиран пазар. Кој е тој однос? И зошто се толерира тој однос, прашувам? Сите граници ги поминавте. Сите граници до една. Понатаму, вели вака. Владата го информирала и председателот на државата за донесената одлука за постоење на кризна состојба на почетна град Скопје поради недостиг на топлинска енергија и можност за користење на алтернативно гориво и состојбите на пазарот на топлинска енергија согласно член тој и тој. Алтернативно гориво. Во Скопје парното може водата се загрева или на газ, или на мазут. Алтернативно гориво нема. И кога си пишуваат вака и мислат дека никој не чита, што немаат време, на Бојанска се повеќе, некој чита. Нема алтернативно гориво. И од тоа што го разговарав со луѓе кои што се вработени таму, велат вака: ние мораме X денови пред да започне грена сезона да ги направиме системите или да бидат на газ, или има опција да бидат кои што биле на мазут. Ние не можеме во сред сезона да прекинеме ако нема од едниот енергенс и да се префрлиме на другиот енергенс. Чи не може. И сега вие зборувате за алтернативно гориво. Кој е тоа алтернативно гориво? Јас, например, не знам. Се надевам дека кога ќе дојде некој ќе ни образложи, бидејќи ова е наистина состојбата со гасот ќе плаќа цела Македонија. Тоа препоставам дека не е јасно на сите. Јасно ни е како нема газ, системот, мрежниот систем на Евана не може да ги обслужи тие 250 домакинства во Скопје, затоа што не е направен да биде на тој начин. Тие луѓе мора да се греат, ама факт е дека цела Македонија тоа ќе го плаќа. И
исто како за Бас Рапид системот што земавме кредит. Но морам да се објасни на граѓаните дека до тоа дереже не доведовте, да едноставно државата за тоа мора да гарантира. Стојбата не ни е добра. Нема да зборувам повеќе за да правиме филибастеринг. Едноставно сакам да поразговарам со пратеници овдека, да дајете некоја забелешка на овие аргументи или воспротивно донесеме заклучок дека бараме веднаш владата да достави нови мерења, да побара оваа кризна состојба како што личи, со бројки, бидејќи без бројки ние не можеме да функционираме. Без бројки, колку тоа ќе чини, кога ќе не праша некој граѓанин во нашите пратенички канцеларии или кога ќе се видиме некаде по паркови, по улици и по локали, мене ми е срам да ме прашаат колку пеликова ќе чини, јас да речам не знам, од владата не ни дадоа, ама ја го гласав тоа. На кој не му е срам, нека продолжи така. Јас остро протестирам и барам до медиумите да не само оваа тема се дигне повисоко во јавноста, точно се знае кој што прави во собранието, бидејќи е многу важно. Ни се случуваат работите со финансиите од вчера наваму со 5,5% камата. Никој не го третираме тоа во собранието, никој не бараме одговорност. Мислам дека треба сериозно да размислиме и да ставиме прст како ќе се однесуваме према оние од Илинденска. Според мене ова навистина е недозволиво, ова подценување на пратениците е неприфатливо. Остро протестирам против тоа и злоупотребата некој кочи кризна состојба не држи, туку некој бара овдека пред јавноста каде се трошат парите, па потоа да се разговара за се друго. Благодарам. Благодарам. Колеги, тука објавам пауза од 1 час. Продолжуваме во истата сала.